имавме прилика да ги видиме лошите услови. Денеска имавме прилика да видиме дека не функционира она што значи програми за ресоциализација и подготовка на затворени и осудени лица да можат после издржување на казната да се вратат во еден нормален живот, каде што ги допринесува за своите семејства. Хуманиот и социјалниот аспект апсолутно не е запазен и навистина јас се срамам што сум премиер на земја каде што затворите се надвор од сите стандарди на хуманост и социјалниот аспект на воопшто живот на лица кои што се осудени и издржуваат казна. Промената на власта ги подигна очекувањата на многу категории граѓани во државата, а меѓу нив и на затворениците, но и на затворската полиција. 4 месеци по посетата на премиерот Зоран Заев на најголемата затворска установа во државата, Собранието во средината на јануари оваа година го донесе законот за амнестија. Тоа значеше излегување на слобода на 670 затвореници, како и намалување на казните на околу 4000 лица. Со ваквиот политички потек се намали притисокот врз пренатрупаните затвори, но се друго остана исто. Велат, дури стана и полошо. Понеделничките кадри од затвореното оделение на најстариот и најголем затвор во државата доволно зборуваат сами за себе, како сцени погодни за снимање на продолжението на култниот филм Тетовирање. Условите во женското оделение навидум изгледаат малку попристојно и поподносливо. Се гледа влијанието на женската рака и потребата да се внесе малку убавина и боја во затворското сивило. Затворите се казнени, но и поправни установи. Но ресоциализацијата во неголемиот затвор во државата во моментот е под стечај. Затворската економија е целосно уништена и не постои. А некаде, до 2006 година, затворот Идризово имаше ефикасен систем на работно ангажирање на затворениците, кој овозможуваше и самоодржување. Името препорот сега звучи саркастично, бидејќи објектите кои порано служеле како столарски и резбарски работилници зјаат празно. Од тука се купуваа најубавите изрезбани шаховски табли за репрезентативни гости, како и кутии за накид за дамите. Ни трага од свињарниците, шталите за крави и овци, кои произведуваа млечни производи, кои се продаваа во повеќе продавници во градот и државата. Ги нема ни поранешните плантажи со цвеќиња, каде сега растат коприви од по 1 метар. Сретнавме само неколку леи со пиперки насадени од некој амбициозен осуденик, кој сакал да си го исполни времето, кое бавно минува. Повеќе од 1 година, како се завршени градежните работи на двата нови објекта, во кои треба да бидат префрлени полуотвореното и отвореното оделение. Завршено и реновирањето на старата управна зграда, како и на тренинг центарот, во кој порано беше сместено бифето за вработување, како и делот наменет за одмор. Според најавите од управата за извршување на санкции, во текот на оваа недела требаше јавно да бидат промовирани и да им се дозволи на новинарските екипи да влезат и да снимаат. Но тоа не се случи.